На денешната седница на Советот на општина Кочани советниците работеа по вкупно 11 точки на дневен ред, кои по одредени дискусии беа усвоени. Нешто пожестоко се дискутираше за годишните програми за работа на основните и средните училишта. Значи, немавте време доволно во текот на летниот распуст вие и вашата влада да се организирате за успешен старт на учебната година. Во Европа вака не се оди. Дека 10 години вашата политичка гарнитура буквално го осквернаваше образованието и вие денес од оваа говорница со политички мотиви да напаѓате по определени директори. Најпрво би повикал да земете пример од вашата колешка и ако имате конкретни забелешки, по нејзин стил да искочите и да ги презентирате од говорницата. Почитуван председателе, почитувани советници, почитувани колеги. Само сакам да дадам едно мало укажување. За еден месец мандат за директорот, како што сме назначени, не сме волшебници да направиме во образованието било какви промени, пошто промените веќе се настанати. Сите тие премногу вработувања, недоволен број на часови на наставниците се потрудивме да ги обезбедиме. Така да прво се потрудивме да најдеме начин за да ги вратиме долговите, а за другите сите работи кои што ќе ги организираме во училиштето сме одговорни ние. Како и за полугодишниот извештај на полициската станица. Знаете сите, почитувам командире, дека ние на претходниот извештај, на кварталниот извештај ви дадовме поддршка за кварталниот извештај и ако ги кажавме слабостите, тогаш констатиравме многу работи заеднички и донесовме еден заклучок со кој што и ние како опозиција дадовме поддршка да полициската станица заедно начело со вас проба да го врати сејајот и статусот на полициски сектор кој што имаше пред многу години. Па би сакал да ми кажете и да ми одговорите докаде е ситуацијата со ова, иако гледаме и констатираме дека и покрај поминати 3 месеци се уште нема никаков повидок дека ова ќе се случи, а со оглед на тоа што знаеме дека неколку пати доаѓаше министерот за внатрешни работи, докаде е ситуацијата со ова? Почитувам колега Лазо Митев, мислам дека е некоректно со тоа што велите дека нема да го поддржите извештајот, поради тоа што нашата полициска станица била на ниво на селска полициска станица и не била повеќе сектор за внатрешни работи кој што беше. Само да ве потсетам, пред се морам да истакнам дека добро е што се залагате за тоа или посекувате да стане сектор за внатрешни работи, меѓутоа да ве потсетам дека токму во владењето на ВМРО ДПМН полициската станица во Кочани беше симна до нивото од сектор во полициска станица. Инаку советниците го изгласаа предлогот за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во општинските основни и средни училишта, како и барање согласност за поголем број на деца во воспитните групи од бројот утврден со закон во воспитната 2018-2019 година. Информацијата за аплицирани и реализирани проекти на општина Кочани во периодот јануари-септември 2018 до разни институции, предлог програма за изменување и дополнување на предлог програмата за култура на општина Кочани за 2018 година и предлог програма за изменување на програмата за одржување на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Предлог одлуките за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за катастарска парцела број 2/7 катастарска општина Јастребник. Предлог одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат и други.